Трамп ја одложи забраната за TikTok. OpenAI го представи својот виртуелен асистент. Девојката робот со вештачка интелигенција го шокираше светот. AirTag смарт решение на Apple за прецизно и сигурно следење на вашите миленици. Дознаваме се за новитетите поврзани со Nintendo играта Donkey Kong Country Returns, промовирана минатата недела. Гледајте не до самиот крај. Еве не во нова епизода Диги Вести, во единствената емисија во Македонија наменета за дигиталните новитети и иновации Диги Плюс. Се надеваме удобно сте сместени и заедно да ги проследиме сите оние вести кои што ги изфилтриравме како најинтересни за вас. Почнуваме со оно што го интересираше светот, минатата недела, а тоа беше гасењето на TikTok во Америка. Американскиот претседател Доналд Трамп во 5 до 12 донесе одлука за одложување на забраната за TikTok. Со извршна наредба, спроведувањето на законот е одложено за 75 дена, овозможувајќи компаниите кои што соработуваат со апликацијата да бидат заштитени од одговорност. Забраната беше воведена поради сомнежи за националната безбедност. TikTok, во собственост на кинеската компанија ByteDance, е обвинет дека собира податоци од американските корисници. Според законот, компаниите кои продолжуваат да ја поддржуваат TikTok може да се соочат со строги казни. Имам право да го затворам или да го продадам TikTok, изјави Трамп. Тој најави соработка со американски и странски партнери за заштита на националната безбедност. Ова ќе овозможи платформата да остане достапна за над 170 милиони американци. Пред подпишувањето на наредбата, законот предизвика хаос. Компании го прекинаа хостингот, а Google и Apple ја отстрани апликацијата од нивните продавници. TikTok ги исклучи серверите, оставајќи милион корисници без пристап. Сепак Трамп најави извршна наредба на својата платформа Truth Social, дозволувајќи повторно активирање на сервисите на TikTok. Обновена беше поддршката од серверите, но и Google и Apple останаа предпазливи. Апликацијата се уште не е достапна на Google Play и App Store. TikTok продолжува да доминира на пазарот. Во 2024 година платформата генерирала $8 милиарди од реклами само во Соединетите американски држави. Глобално TikTok оствари приходи од $63,3 милиарди, речиси двојно повеќе од YouTube. Со 1,9 милиарди активни корисници месечно, од кои 145 милиони се во Соединетите американски држави, TikTok е лидер кај корисниците за возраст од 18 до 35 години. Неговата популарност е особено висока кај шпанските и латино заедниците. Сите приходи на TikTok доаѓаат од реклами, покажува извештајот на Омедија. TikTok ги надмина Instagram, Facebook и Netflix во ангажираноста на корисници. Потенцијалната забрана би можела да го зголеми користењето на конкурентни платформи како YouTube и Meta, што би довело до зголемена заработка за овие компании. И покрај привременото одложување, иднината на TikTok во Соединетите американски држави останува неизвестна. ByteDance се соочува со политички притисок и барања за промена на сопственоста. И понатаму се шпекулира кој впрочем ќе има најголем бенефит од сево ова, па ништо чудно тоа да е Илон Маск, чија што вмешаност веќе е јасна. Одиме сега на исто така уште една актуелна тема. OpenAI направи значаен исчекор во светот на виртуелните асистенти со воведување на новата функција Text во ChatGPT. Ова бета верзија има возможува на корисниците да планираат и извршуваат задачи во иднина, како што се подсетување, разни подсетници, добивање извештаи за временска прогноза или следење на патните услови. OpenAI направи значаен исчекор во светот на виртуелните асистенти со воведување на новата функција Text во ChatGPT. Оваа бета верзија им овозможува на корисниците да планираат и извршуваат задачи во иднина, како што се поставување подсетници, добивање извештаи за временската прогноза или следење на патни услови.
Дополнително, ChatGPT користи вештачка интелигенција за да ги анализира разговорите со корисниците и да предлага релевантни задачи, кои може лесно да се прифатат или одбијат. Оваа иновација представува значаен напредок за останатите креатори на виртуелни асистенти. Например, Амазон објави дека работи на значително освежување на Алекса, со цел да ја трансформира во напреден AI агент. Новата Алекса ќе може да ги прилагодува функциите, како што се автоматско вклучување и исклучување на светлата според навиките на корисниците. Во меѓувреме, Apple ја подобри својата Siri со помош на Apple Intelligence и интеграцијата на технологијата за ChatGPT. Од друга страна, Google го опреми својот виртуелен асистент со Gemini AI, зголемувајќи ја неговата интелигенција и функционалност. Сето ова укажува дека OpenAI успеа да предизвика промени во индустријата, поставувајќи нови стандарди за тоа како треба да функционираат виртуелните асистенти. Со Tasks, компанијата не само што ги надминува очекувањата на корисниците, туку и ја потикнува конкуренцијата да инвестира во понатамошни решенија. Дали Tasks ќе остане водачка иновација или ќе биде надмината од конкурентите, останува да видиме. Сепак, едно е сигурно. Битката за доминација во светот на AI технологијата никогаш не била поинтересна. Она во што сме сигурни е дека виртуелниот асистент на OpenAI ќе најде на вистина широка примена во нашето секојдневие многу наскоро. А во време на куп иновации поврзани со роботите и многуте прототипи, нешто што веќе го шокираше светот е девојката робот со вештачка интелигенција која треба да ги замени вашите партнерки. Звучи лудо, во тоа ќе се согласиме, и како изгледа, а и кои се оние информации кои што засега се познати и презентирани, гледаме сега. Добро, значи сме во 2025 и ете нешто лудо. Сега можете да си купите AI робот девојка. Сериозно. И пред да прашате, не, се уште нема информации за AI робот дечковци, но со ова темпо прашање на време пред некој да стави перика и модел на длабок глас на еден од овие роботи и да почне да ги продава. Додавме до точка каде што роботите не се само за чистење дома, туку се обидуваат да станат ваши најдобри пријатели, приватни терапевти, бренд амбасадори или дури потенцијални романтичари партнери. Лудо, нели? Дозволете ми да ве запознам со Арија. Хуманоиден робот, напојуван од вештачка интелигенција од компанијата RealBots. Овој робот беше представен на CES 2025 во Лас Вегас и предизвика мешавина од возбуда, конфузија и искрено повеќе од малку морничавост. Арија е обичен, пластичен манекен со звучник. RealBotics вложиле многу време за да го направат роботот што е можно попривлечен за човекот. Има 17 мотори во вратот и главата за да може реално да ги движи устата и очите, а наместо да оди, роботот користи подвижна база за да се движи мазно, слично на румба. Причината за ова е да се избегне непријатноста, крута прошетка, што се уште представува предизвик за модерната роботика. На CES Арија беше облечена во модерна тренерка, покажувајќи големи изрази и суптилни гестови со рацете, иако понекогаш малку несмасно. Сепак незината пластична насмевка изгледа делумно пријателски, делумно како нешто од хорор игра. Компанијата RealBots произлегува од индустријата за возрастни преку Abyss Creations, кои произведуваат силиконски секс кукли наречени Real Dolls. Но компанијата беше купена за $16,7 милиони од Tokens.com, чиј извршен директор Ендрю Кигел сега ја производи RealBots. Сепак Арија нема гениталии или скриени комори и апсолутно не е наменета за сексуална употреба. Наместо тоа, роботот е презентиран како социјален придружник, дизајниран да се справува со саменоста, да пречекува гости или да се користи за маркетинг. Цените варираат во зависност од моделот. Биста, само глава и врат, чини околу $10,000. Модуларно тело со можност за надгледба изнесува $150,000. Комплетниот премиум модел достигнува $175,000. Роботот може да се прилагодува од избор на лице и фризура до боја на кожата. Има магнети на RFID тагови за замена на лицето, што му возможува на роботот да менува личност за неколку секунди. Арија е дизајнирана за борба против осаменоста, особено кај постарите луѓе и мажите кои се чувствуваат изолирани. Но критичарите тврдат дека реалистичните роботи би можеле да ја влошат социјалната изолација наместо да ја решат. На интернет реакциите се поделени. Некои се воодушевени, други велат дека роботот изгледа морничаво. Дополнително,
Минатото на RealBots во индустријата за возрастни ја прави транзицијата во семејно пријателска комплицирана. Сепак компанијата е фокусирана на проширување на пазарот кон хотели, забави, паркови и медиумски установи. Иако RealBots се уште не може да направи робот што може да оди како човек, тие тврдат дека нивниот фокус на социјалната интелигенција е чекор напред. Но останува прашањето дали на вистина ни требаат роботи кои ќе бидат наши придружници. Или ова е уште еден начин технологијата да не изолира од вистинските односи. Што мислите вие? Шокирачки нема што. А додека размислуваме за новата ера во вашиот љубовен живот, да се вратиме на нашата соработка со Анхоч и реалните попусти кои можете да ги освоите доколку и овој пат го скенирате QR кодот кој оваа емисија го имате на вашите ТВ екрани. Сочувајте го дигиталниот купон и добите попуст на одредени производи во било кој Анхоч продавници. А сега е време да зборуваме за уредите кои се наменети за оние кои што се заборавени или оние кои што имаат потреба да ги следат своите, например, предмети или миленици. Ке се задржиме на AirTag решението на Apple, а ке ги споменеме и сличните уреди од конкуренцијата. AirTag е мал, но мокен уред кој го изработи Apple. Дизајниран за следење на изгубени предмети преку напредна технологија за локација и Bluetooth. Се поставува на предмети како клучеви, чанти и други важни предмети што лесно можете да ги заборавите или изгубите. Преку апликацијата Find My, која е достапна на сите Apple уреди, можете да го следите AirTag, а кога се наоѓате во близина, AirTag ќе емитува звук, така што нема да мора долго да барате изгубен предмет. Ова е особено корисно ако предметот е во вашата куќа или е во мал простор. Еден од најголемите новитети на AirTag е неговата интеграција во глобалната мрежа на Apple уреди, наречена Find My Network. Кога ќе изгубите предмет, а тој не е во близина, податоците на локацијата ќе бидат споделени преку милиони Apple уреди, што го прави лесно да го пронајдете, дури ако не сте во непосредна близина. Оваа мрежа го прави AirTag многу попрактичен за употреба во секојдневниот живот, бидејќи може да се следи без оглед на тоа дали сте во непосредна близина на изгубениот предмет или не. AirTag е исто така дизајниран да биде издржлив и отпорен на вода и прашина. Ова го прави идеален за надворешна употреба, бидејќи може да се користи во различни временски услови и да издржи услови како дожд или прашина. Еден од најважните аспекти на AirTag е неговата долгорочна животна батерија која трае до 1 година. Кога батеријата ќе се потроши, лесно може да се замени, што е уште еден пример за тоа колку е лесен за користење. Процесот на инсталација е исто така многу едноставен. Кога ќе го поставите AirTag во близина на вашиот iPhone, апликацијата автоматски го открива и ги прикажува сите неопходни опции. Постувањето на AirTag е брзо и лесно. И за неколку секунди ќе имате спремен AirTag за користење. Нормално како и сите други Apple уреди. AirTag е интегриран со iCloud, така што можете да го следите преку сите ваши Apple уреди без потреба да посетувате апликации. Безбедноста е една од клучните компоненти на AirTag. Податоците за локација се криптирани и само собственикот на AirTag може да ги види. Ако некој се обиде да ве следи без ваше одобрување, вашиот iPhone ќе ве извести за тоа, а AirTag ќе започне да емитува звук ако е во вашиот дом или околина. Овој механизам обезбедува заштита од потенцијално неовластено следење. AirTag исто така доаѓа со многу опции за персонализација. Можете да го опремите со различни аксесуари, како кожни или гумени футроли, за да се склопи во вашиот стил. Ова дава можност за дополнителна заштита и стил, но и ги прави предмети полесни за препознавање. Еден од клучните аспекти на AirTag е тоа што е целосно интегриран со Apple екосистемот. Без проблем може да го користите за следење на предмети без да мора да ја менувате апликацијата или уредот. Било да го користите на вашиот iPhone, iPad или Mac, можете брзо да го најдете изгубениот предмет со неколку кликања. AirTag е идеален за корисниците кои сакаат да имаат повеќе контрола над своите предмети и да ги заштитат од губење. Сепак, важно е да се напомене дека AirTag функционира најдобро во рамки на Apple екосистемот и дека не може да биде толку ефикасен за Android корисниците, кои немаат директен пристап до апликацијата Find My. Но доколку сте корисници на Apple, AirTag е неверојатно корисен и ефикасен уред за секојдневна употреба. Преку сите овие функции и напредни технологии, AirTag ја поставува новата граница во следењето на предмети, комбинирајќи стил, функционалности и безбедност.
Како целина, Apple продолжува да ги иновацира своите уреди, создавајќи производи кои не само што ги олеснуваат нашите животи, туку и го прават секојдневниот живот попрактичен и побезбеден. Покрај Apple AirTag, постојат и други уреди за следење на предмети кои нудат слични функции. Например, Tile е една од најпознатите алтернативи која нуди различни модели, како TileMate и Tile Pro, за следење на клучеви, чанти и други предмети. Chipolo е уште една конкуренција со модел како Chipolo One, кој се поврзува со апликација и нуди слична карактеристика како AirTag. Samsung Galaxy Smart Tag е друго решение за Android корисниците, со можност за точна локација преку Galaxy мрежата. Сите овие уреди нудат лесно следење, но со различни можности и интеграции во екосистемите на своите производители. Веројатно после ова рековте, добро ќе ми дојде и мене едно вакво уредче. А сите оние нови уреди кои што во меѓувреме беа презентирани, а од соработката со DigiTV MK се разбира филтрирани за денешното издание, ќе дознаеме во следниот Innovation Mix на DigiTV. Имавме можности денеска да проследиме дел од оние нови иновации, интересни видеа кои што кружат на социјалните мрежи, а кои што ни ги подготви тимот на DigiTV MK. Кога сме кај социјалните мрежи, не заборавајте да не следите, не има на сите DigiTV MK, се разбира, комуницираме таму, се дружиме интерактивно и ги споделуваме сите новитети со сите наши пријатели. Драги пријатели, ќе одиме во гейминг минутите, но за многу кратко, по само неколку минути од кога ќе ги поминат и денешните реклами. Да продолжиме онаму каде што застанавме вене назад во Digi Plus, време за гейминг. Доколку сте љубител на платформските игри, дефинитивно ќе ви се допадне новата верзија на Donkey Kong на Nintendo, која беше промовирана на 16 јануари оваа година. Observe Donkey Kong, a powerful creature known throughout the jungle and custodian of the precious banana horde. At DK's side is his trusty pal Diddy Kong. While smaller in stature, this Kong can more than hold his own. But life in the jungle can be tough without a steady supply of potassium. That's why the Kong set out to recover nature's gold after it was stolen by the Tiki-Tak tribe. When working together, they can roll, shoot, pound, and glide. Now those are some cooperative Kongs. But this is just a peek
dragged into their bombastic behaviors. You too can enjoy the closeness of the Kongs and help recover the banana horde in the Donkey Kong Country Returns HD game. Available January 16th only on the Nintendo Switch system. Donkey Kong Country Returns е класична авантуристичка платформа која го врати легендарниот мајмун Donkey Kong во центарот на вниманието. Издадена од Nintendo за Wii во 2010 година, играта успеа да оживее магијата на оригиналната трилогија од 90-тите, додека истовремено внесе свежина со нови механики и визуелни подобрувања. Во Donkey Kong Country Returns играчите се соочуваат со предизвикувачки нивоа, преполни со скриени предмети, замки и непријатели, сите поставени во шарен и динамичен свет. Главната задача е да се спасат бананите украдени од Тик-так Трип, додека Донки и неговиот верен сојузник Диди Конг поминуваат низ разнолики околности како џунгли, вулкани и водопади. Еден од најголемите новитети е враќањето на кооперативниот режим за 20 играчи, каде вториот играч го контролира Диди Конг. Овој режим воведува интересни тактики, особено со способностите на Диди кој користи рекетен ранец за кратки летови. Контролите беа револуционерни за времето, бидејќи користеа V-Remote за маневри како трчање или скокање. Ова овозможи физички интерактивно искуство што ја направи играта уште позабавна. Но новото продолжение Donkey Kong Country Tropical Freeze, издадено за Wii U и подоцна адаптирано за Nintendo Switch, развивачите донесеа уште повеќе иновации. Приказната ја внесува Snowmet, нова група антагонисти кои го замрзнуваат островот Donkey Kong, создавајќи уникатна зимска атмосфера. Новитет е воведувањето на повеќе игриви ликови, како Cranky Kong, кој користи свој бастун за уникатни способности, и Дикси Конг, чија коса возможува повисоки скокови. Секој лик додава различна димензија на геймплеот. Tropical Freeze се истакнува и со фантастичната HD графика, која го прикажува светот во живописни детали. Сценаријата со динамични камери возможуваат поинтензивно искуство, додека музиката на композиторот Дейвид Вајс внесува носталгија со модерни аранжмани. Новитетот е и Funky Mode, додадено во Switch верзијата, која возможува полесно играње со Funky Kong како лик. Ова е одлично за нови играчи кои сакаат поопуштено искуство. Двата наслови ја зачувуваат суштината на класичната платформска авантура, но воведуваат свежи елементи кои ги прават релевантни за новата генерација. Со разновидните светови, уникатните ликови и предизвикувачки нивоа, Donkey Kong Country Returns и неговото продолжение се примери за тоа како класиките може да се прилагодат и надградат за модерното време. Доколку сте љубител на платформски игри, овие наслови се задолжителни за вашата колекција. Оние кои што ја имаат Nintendo конзолата, дефинитивно веќе можеа да пробаат и да ја изиграат. Вие кои што можеби ви стане интересно, распрашете се, па едноставно зошто да не си набавите. А кога сме веќе кај геймингот, да споменеме дека следното издание на Digi Plus ќе го посветиме на она што се случуваше вчера во Diamond Mall. Во целост ќе ви пренесеме кој се победи, кои игри се игра и каква беше забавата на Level Up Experience, големиот гейминг настан кој што се случуваше вчера. Во меѓувреме ќе ве поздравам, ако нешто сте пропуштиле, DigiTV МК не имате на YouTube и имате и нашата веб страница 24/7 кога и да ви треба информација плюс, видео плюс и се разбира следете на социјалните мрежи. Се гледаме следната недела на Телма во 13 часот. Убав ден!